Еден процес од Брдо Бриони ја собра балканската политичка елита во земјава. Председателот Ѓорги Иванов како домаќин ги пречека шефовите на држави и влади на земјите од регионот заедно со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Во фокусот на годинешниот состанок на лидерите на земјите учеснички во процесот е подобрување на меѓусебната поврзаност во политичка, економска, инфраструктурна и безбедносна смисла, а во контекст на новата стратегија на Европската унија за Западен Балкан. Поради гостувањето на шефовите на држави во Скопје воспоставен висок степен на безбедност. Воспоставен е посебен сообраќаен режим на неколку скопски булевари, а дополнително од рано утринава над градот надлетуваат и неколку хеликоптери. Инаку, председателот на Европскиот совет Доналд Туск пред да пристигне тука денеска имаше и средба со премиерот Зоран Заев, од каде по средбата и двајцата лидери упатија пораки за европската иднина на земјава. Доналд Туск, кој се обрати на македонски, порача дека земјава мора да остане посветена на градење на добрососедски односи, но и на преговорите за името со соседна Грција. Сепак деталите за тоа предлагам да ги погледнеме од прилогот кој што го подготви колегата Гаврил Сирачевски. Македонија никогаш не била поблиску до добивање на датум за преговори со Европската унија како што е сега. Ова е заклучокот кој произлезе од средбата меѓу председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск и премиерот Зоран Заев. Првиот човек на Европскиот совет го одржа својот говор на македонски јазик и посочи дека Македонија мора да остане посветена на преговорите за името со Грција и градење на добрососедските односи. Само така тврди земјата која обезбедила сигурен пат во евроинтегративните процеси, но и рече крајно време Европската унија да ја помогне на земјата како што Македонија и помогнала во случајот со троењето на рускиот шпион. Дозволете ми во овој контекст да ви се заблагодарам за вашата солидарност со ЕУ и со најзините земји членки во соочувањето со геополитичките предизвици, како што беше нападот во Салисбери. Вие застанавте до нас и ние ќе застанеме до вас. ЕУ ќе ви помогне во вашите напори за реализација на реформите. Ги имате сите необходни состојки за да успеете. Консензус на политичката класа за членство во ЕУ и НАТО, како и решителност на вашиот народ. Доаѓањето на Туск во Скопје премиерот Заев го оцени како позитивен сигнал дека земјата е на вистинскиот пат и дека безусловната препорака која добила од Европската комисија е заслужена. Се согласија дека преговорите за името мора да продолжат да се решаваат по примерот на договорот за добрососедство со Бугарија. Пред нас имаме конкретна цел. Никогаш не сме биле поблиску да добиеме датум за почеток на преговорите за членство со Европската унија. Остануваме заеднички фокусирани на решавање на долгогодишниот проблем кој го имаат со нашето уставно име. Работиме на решавање на спорот со името, насочени кон успех. Периодот во Скопје речиси се позачестена дипломатската офанзива на високи представници на Европската унија и НАТО. На Европскиот совет земјите членки треба да одлучат за датумот во јуни, но и покрај реформите, клучна пречка и натаму останува спорот со името. Инаку денешниот состанок на лидерите на земјите учеснички во процесот Брдо Бриони го следат близу 200 новинари. Како што дознаваме пред почетокот на состанокот, лидерот на Европскиот совет Доналд Туск остварил и неколку билатерални средби, меѓу кои со председателката на Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ, председателот на Албанија Илир Мета и председателот на Бугарија Бојко Борисов. Главната цел на процесот Брдо Бриони е европска интеграција на земјите од регионот и стабилизирање на состојбите во Западен Балкан преку јакнење на регионалната соработка и решавање на отворените прашања. Процесот Брдо Бриони, само да подсетиме, за прв пат се одржа во 2013 година на заедничка иницијатива на председателите на Република Словенија и Република Хрватска, кој се одржа во Брдо кај Крањ во Словенија. Тоа би било се за сега, ние ќе останеме тука да ги проследиме кои ќе бидат пораките и секако со повеќе информации ќе известуваме и во следните информативни изданија.